40-годишнината од започнувањето на вооруженото востание на југословенските народи и народности е повод за навраќање кон светлите датуми и настани од нашето богато револуционерно растење. Вооружената борба, што ја започнаа нашите народи, представуваше и конечно остварување на вековните стремежи, голоракиот народ сам да се впушти и да го остварува своето право на слобода. Во крвавата и света борба беа уривани темелите на експлоататорското уредување, во кое човекот беше ставен на столбот на нечовечноста и оставен на суровоста. Тешкиот живот, меѓутоа, не беше причина на предната мисла да се развива и под стегите на експлоататорите. Незините никулци се јавуваа уште многу порано. Во 40-та година во Тетово се формира местно поверенство на партија, кое беше формирано на местноста Кале. Од тогаш партијата почнува организационо да действува и организирано. Беа прихватени сите оние кои до тогаш пројавија активности на линија на Комунистичката партија на Југославија. Створени са васпитни групи, келии. Негде во тоа време, после неколку состанока, доваѓа од Покрајински комитет од Скопје, другар од Блажо Орландич, во ревизија. Во тоа време партијата веќе работи на организационо и политичко зацврснување, издигање на теоретското ниво, кое во тоа време не беше на доволна висина на меѓучленството. Се формира 4 кели партиски, се формира кандидатска група, Скоевска група од младинки работнички, кои за време на сезоната биле дома, бидејќи каде нас сме имале еден индустријски објекат, тоа беше монополот, а работеше сезонски. Принципот на оваа организација беше малски, така да во сите малака, тамо каде имавме така веќе афирмисани активисти, формиравме келии. Келиите беа водени директно од членовите на местното поверенство. У тоа време негде веќе местново поверенство прераснува во местен комитет. Нешто покасно, во монополот е формирана прва производствена келија, а подоцна и местен комитет на Ској. Имено, после известно време, доваѓа во ревизија другарот Видич Добривоје, член на Покрајински комитет, и на тој состанок беа определени двојца другари од комитетот, кој треба да одговара по Ској и наводно да после прерасне во местен комитет на Ској да се формира во Тетово. Така да тие другари беа задолжени да во работата со скоевците кои веќе постоеја и групите да се обединат и да се формира местен комитет на Ској, што беше исторено покасно. Така сега со формирањето на овие поверенства, уствари два комитета, комитетот местен и местниот комитет на Ској, веќе може да се зборува за околу 60 организирани младинци, младинки, работници, средњошколци во нашиот град. Вака ојакната партијата во нашиот град имаше големи резултати, а како еден од поважните
што можам да го истакнам, да веќе у тоа време ние имаме пратено делегат да присуствува на саветувањето на покраинското раководство за Македонија во Скопје. Затоа сломот на Стара Југославија не ја затече нашата партија неспремна. Таја баш во тоа време беше во подем на развој и организационо зацврстување. И затоа у тоа време партиската организација, како и сите членови на партија, познавајќи га и следејќи ја линијата на партијата за одбрана на земјата, уште со првото навлагање на фашистичките орди во градот, остана присебна и ги сплоти своите редови уште повеќе. 40 годишнината од започнувањето на вооруженото востание во Тетово особено се поврзува со 10. април 1941 година. На тој ден, во волновлачарницата на народниот херој Ѓоце Стојчевски, се одржа партиско советување на комунистите и скоевците во градот под Шара. Само 2 дена откако врз себе го почувствува јаремот на поробувачите, народот што ја сакаше слободата, енергично и едногласно донесе заклучоци со оружје в рака да започне вооружена борба и низ неа да се бори за своите права на слобода и достоинствен живот. Ово значаен договор на напредните сили од Тетово како дел од организираните сили што се развиваа под чизмата на дотогашниот ненароден режим, го осветлуваме со искажување на дел од учесниците на советувањето во Тетово. Само за 2 дена после доваѓањето на германските орди во Тетово, а они се во Тетово на 8 април навлезени, за 10 април партиското раководство закажа советување со членовите на партија, кандидатите на партија и поактивните и афирмирани скоевци, и како и симпатизери. Ова советување беше организирано во волновлачарницата на народниот херој Ѓоце Стојчевски. Конкретно ова место е избрано од конспиративни причини, затоа што имаше више прилази и можеше несметано да се влага и излага од дотичната просторија. На истото присуствуваа околу 30 членови на партија, симпатизери и скоевци. Беше организирана стража, која наоколу имаше за задатак да го обезбеди местото на саветувањето. Саветувањето се одржа во една тишина, во еден шепот, бидејќи само едни кепенци не делеа од просторијата и улицата каде војниците германски патроли крстареа. Така да низ процепите на кепенците можевме да ги гледаме и нивните силуети. На 10. април 1941 година јас бев повикан од другарот Ѓоце Стојчевски, народен херој, тога секретар на комитет, а уедно и секретар на нашата партиска ќелија. Јас, кога дојдов дома, мајка ми рече дека веднаш да се јавиш на Ѓоце Амбарше, те бара хитно. Јас доаѓам кај него дома и ми вели дека
треба да одржиме еден состанок со Душан Митевски, кој живееше каде него. Го повика одма, ние одма одржавме состанок, ми соопшти дека со обзир да ќе одржуваме партиско советување во Влачарата, мора да извршиме и обезбедување. И ми предложи да разгледаме ситуацијата постоеќа на овој район. Констатиравме дека нема никакви сигнали да има некои зајства. И на основу тоа Дугаро Ѓоце предложи да ја обезбедувам оваа страна долнава, оваа улица Иволова Рибар сегашна, улицата Тодор Ципов, Радован Цонич и улицата Кујман Јосиповски Питу. А Дугаро Душан Митевски да обезбедува горниот крај, овие улици Деквеси, и од оваа страна позади на куќата. После едно известно време, кроз 1 сат и нешто, кога патрулирам во оваа улица, почнувам да слушам некој бат војнички. И одлучив да пројдем од оваа страна да видим што е тој бат, тој корак, некако повеќе кораци ми да. Кога дојдов каде докторот Џафер, тука имаше стан на 2 улици, и кога гледам скоро една 10 фелд жандармерија со оние плочи ида. И констатира се што може да биде таа работа, дали ида понос или што е работа. Дојдов до заклучак дека на тој начин и нема да врша атак на партиското саветување, него веројатно иде у касарна. И така испадна. А меѓувремено, кога констатирав дека иде таа единица на фелд жандармерија, одма притрчав покрај да не ме гледа и го сретнав Душан Митевски, а он меѓувремено и он ги слушнал и да види што се догаѓа. Ме видел каде тршам и му кажав дека ситуацијата ваква и ваква. Дојдовме со заклучак да одма ги известиме другарите да престанат со гласно зборување или да престанат уопште да зборуваат, да би заминале. Така и му е соопштено на секретарот на комитет и он го прихваќа тоа и стварно настанува мирување за тоа време и другарите колку разбрат дека гледале низ протепките од онија даските тука, како ги викаја од тоа време, не знам, али помина тој случај, веројатно они отиште у бившата жандармерија и партиското советување наставува со работа и ги донесува најзначајните одлуки тоа многу битни врз основа на 5-та земска конференција. И тие одлуки партиската организација етичките настојуваше да ги изврши. Советувањето почна точно во 15 часот и траеше до првите приквечерни часови, водејќи сметка за да има време до забраната на движењето, учесници да се можат да се вратат по своите домови. На советувањето учествува околу 30 членови на партијата и истакнати кандидати на партијата и скоевци. Овој собир на комунисти беше производ на желба за борба, на желба за револуционерна активност за ослободување на својата земја од окупаторските војски. На советувањето најпрви се расправаше за политичката ситуација во земјата. Преди се таа што владееше пред започнување на војната, со осврт на 27-мартовските демонстрации во Белград и Скопје, укажувајќи на спремноста на широките народни маси за одбрана на татковината, спремноста на народите на Југославија да ја бранат својата земја. Исто така се расправаше и за ситуацијата што настана со навлегувањето на окупаторските војски во земјата. Став за продолжување на борбата против окупаторот.
Навистина, ние се уште не знаевме со какви облици и форми треба да ја водиме борбата, како треба да ја организираме борбата. Меѓутоа, овој став има далекосежно значение за натамошната активност на партијата во Тетово. Како од гледна точка на тоа што партиската организација од Тетово беше одцепена од покраинското раководство поради воведувањето на границата, а исто така и поради познатите ставови опортунистички и издајнички на тогавашното пак покраинско раководство по прашањето на окупацијата и по прашањето за борба против окупаторите. Втората група на прашања за која се расправаше на советувањето беа непосредните активности пред кои стоеше партијата во Тетово. И тие беа поделени во две групи. Први, оние непосредни тековни активности и акции што требаше да ги оствари партијата во градот, например, уништување на материјалите во зградата на Окружниот суд, Средското начелство, жандармеријата и друго, кои можеа да послужат за откривање на комунистите во градот, потоа акции за собирање на оружје, собирање на други технички материјали кои можеа корисно да послужат за остварување на активностите на партијата во новите услови во градот. Потоа се расправаше за задачи кои имаат подолгорочен карактер, како што беа интензивирање на партиската активност за организационо, политичко и бројчано јакнење на партијата из којот во градот, за омасовување агитационо-пропагандната работа среде широките маси, потоа за работа среде младината од албанската и турската национална припадност, потоа продор на село, работа меѓу жените, се зборуваше за формирање на собствена партиска техника на која ќе се печетат партиски материјали, се она што на еден одреден начин представуваше подготовка за престојната вооружена борба против окупаторот. Комунистите од ова советување заминаа не само збогатени со нови задачи, туку и вооружени со нови сознанија, со нови перспективи за борбата што треба да ја водат народите против окупаторот. Ова советување, мислам, и е добра прилика за сите нас да укажеме како комунистите во тоа време знаеја да се ориентираат и да се организираат, да ги совладаат постојните тешкоти што се јавуваа во животот на градот. Партиското советување одржано на 10. април 1941 година во Тетово е еден од покрупните настани од работата на партиската организација во Тетово со далекосежно значење со оглед на идеолошко-политичката определба на членовите на КП од град Тетово за вооружено востание. Заслугата на партиската организација во Тетово е во тоа што таа без да чека директиви од
Покраинскиот комитет на КПУ за Македонија врз основа на настанатата ситуација со окупацијата на најголемиот дел од земјата, во духот на зацртаната линија на Петата земска конференција, одржана во Загреб, зазеде став, односно донесе заклучок, за продолжување со отпорот против окупаторот, за која цел беа набележени и неколку непосредни задачи пред комунистите од градот Тетово. Значењето на ова советување е дотолку поголемо, што неговото одржување се совпаѓа со времето кога е одржана историската седница на ЦК-КПУ во Загреб под раководството на другарот Тито, на која е донесена одлука за вооружено востание во Југославија, кога е донесена исто така одлука за подготовки за вооруженото востание и за таа цел е формиран воен комитет на чело со другарот Тито. Тоа што одржувањето на ова советување се совпаѓа со ова дата од 10 април, кога е одржана седницата на ЦК на КПУ, сведочи за тоа дека во редовите на Комунистичката партија на Југославија била присутно единството на мислата и акцијата, што ја карактеризира КПУ како револуционерна партија, како партија од модерен тип, која што како таква се изгради по доаѓањето на другарот Тито на чело на партијата. Благодарение на правилната ориентација на партиското членство на ова советување, комунистите во градот Тетово можеа правилно да действуваат во наредните денови кои следеа по окупацијата на Тетово. Вооружено со јасна и правилна ориентација партиското и скојското членство можеа да делуваат во прилично сложените услови кои се создадоа во Тетово со оглед на различните империалистички спротивности помеѓу империалистичките држави во Тројниот пакт, помеѓу бугарскиот и италијанскиот окупатор, со оглед на нивните претензии во однос на македонската територија. При тоа, не водејќи сметка, тие со помош на квислинишките органи настојуваат да создадат национална омраза помеѓу македонскиот народ од една страна и албанското и турското население од друга страна. Нов подем ова партиска организација ќе добие во почетокот на септември по формирањето на новиот покраински комитет на чело со другарот Лазар Колешевски. Во непосреден контакт и разговори што тој ги имаше со претставниците на Тетовската партиска организација, тој ќе им даде директни и непосредни упатства за организирање на вооруженото востание во Тетово и Тетовскиот крај, како и во Гостиварскиот крај. Веднаш по тоа, партиската организација во Тетово почнува организационно да се засврстува и да врши подготовки, непосредни подготовки за изфрлање на партизански одред на територијата на Тетовско и Гостиварско. Пред крај од 1941 година на оваа територија ќе престојува Кузман Јосифовски Питу, кој исто така од своја страна ќе даде голем придонес за зацврстување како на партиската организација во Тетово, така и на целата партиска организација во Западна Македонија. Тоа ќе биде услов
за да партиската организација од Тетово се изгради во една од најсилните организации во текот на 1942 година. Така што покрај местниот комитет и местниот воен штаб во Тетово во текот на 1942 година ќе се формира и окружен комитет за целата територија на Западна Македонија под италијанска окупација и окружен воен штаб. Во Тетово ќе се организира и техника на која ќе почнат да се печатат два илегални вестника, Востаник и Братство, и кои како такви ќе се шират низ на територијата на цела Западна Македонија. Ваквиот подем на Тетовската партиска организација и на Народно-слободителното движење во Тетово ќе овозможи на 19 март 1943 година во само Тетово да се формира Комунистичката партија на Македонија, односно ќе дојде до конституирање на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Борците, односно членовите на партијата и скоевците од 1941 година ќе станат набрзо членови на највисоките партиски раководства на таа територија, членови на областниот комитет, на првиот областен комитет за Западна Македонија, членови на оперативните штабови. Тие во тоа својство, како членови на областен комитет, на комесари на одреди, ќе ги положат своите животи, а ќе се покажат и како одлични борци на фронтот и во позадината, и ќе се одликуваат со своето херојско држање пред непријателот, како што беше случајот со Илија Антевски Смок и со другите другари кои го положија животот во борбата против окупаторот. Со остварувањето на заклучоците од партиското советување започна и првите организирани борбени акции во Тетово. Со тоа започна и разгорот на востанието во Западна Македонија. Учесниците на советувањето во Народно-ослободителната борба во Западна Македонија стана истакнати политички и воени раководители и борци. Поголемиот број од нив, меѓу кои двајцата народни херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски, паднаа во зората на ослободувањето, вградувајќи се себе си во најиманентната категорија на човекувањето – слободата.